Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Вчера бевме сведоци како вице-премиерот Кочо Андјушев тврдеше дека сите одлуки што се носеле во врска со хидроцентралите Тополки биле кога тој не бил член на владата. Веднаш да расчистиме, лаже. Одлуката на неговиот колега министер Садула Дураку за продолжување на рокот за градба на хидроцентралите со анекс договор била токму во 2018 година кога Кочо Андјушев веќе е вице-премиер. Се отвара сомнеш дека Кочо Андјушев влиел врз неговиот колега Садула Дураку да му се продолжи рокот за градба на хидроцентралите од 3 на дури 5 години. Рок кој во договорот за концесија кој што е претходно случен е утврден во член 68 и е само 3 години. Од тука се продолжува на 5 години бидејќи не били испочитувани сите делови од договорот. Но тоа ќе го истражат и расчистат антикорупционерите, а ние како ВМРО ДПМН ќе ги доставиме деновиве сите документи кои ги поседуваме и кои ќе можат да им користат во истрагата на Комисијата за спречување на корупција. Денеска ќе апелираме до антикорупцијската комисија да отвори и разгледа уште еден случај за давање согласност по долготраен закуп на градежно земјиште на фирмата МХ Педалишка ДОО Скопје. Хидроцентрала во која повторно се јавува како сопственик Кочо Андјушев и неговиот брат Тодор Андјушев. Зоран Заев на 28 јануари оваа година преку непосредна спогодба на седница на влада им доделил околу 2000 метри квадратни на фирмата МХ Педалишка која е на неговиот вице-премиер Кочо Андјушев. Повторно имаме случај кој треба антикорупционерите сериозно да го разгледаат и да проверат дали можеби во овој случај со хидроцентралата Педалишка се продолжувани рокови за градба со анекс договори. Иако Кочо Андјушев ја убедуваше јавноста дека нема повеќе да учествува со своите фирми секаде каде што ќе има контакт со државата, сега гледаме дека се случува спротивното. Повторно сомнеш за злоупотреба на позицијата вице-премиер и повторно сомнеш за извршено влијание од страна на Кочо Андјушев. Сите документи кои што ги поседуваме ќе бидат доставени до антикорупционерите, а понатака ќе бидат достапни на увид и на јавноста. За сега ги охрабруваме антикорупционерите да не подлегнуваат под притисоци и да ги расчистат сите сомнежи на каков начин е влијаено врз овие процеси за концесија.